Културно-уметничкото друштво Китка има изработена едногодишна програма, почнувајќи со учество на членовите од локалните манифестации. Организирање на целовечерни концерти со учество на естрадни уметници и пошироко во градот и во поголемите градови во Републиката. На републичките манифестации учествува на повеќето фестивали во Републиката, а за на меѓународната сцена планирано е да зема учество во соседна Република Југославија и Бугарија, со кои културно-уметнички друштва повеќе години нашето друштво има реципрочна соработка. Во контекст на сите овие активности е и одбележувањето на 30 годишнината од постојањето на нашето друштво, така да во завршната манифестација ќе ги поканиме и културно-уметничките друштва од нашата република и од странство со кои ние имаме долгогодишна соработка.
Културно-уметничко друштво Китка од Рачево формирано е во 1968 година. Идејата за неговото формирање потекна од еден Великденски собор во Рачево, традиционален, и заедно со колегата Борис Коларовски, гледајќи ги играорците и играорките на тој собор, речено да формираме друштво кој што најде на голем прием меѓу мештаните во Рачево. Веднаш по формирањето, веќе иста есен 68 година, на смотрите во Скопје, ова друштво се пројави со неколку изворни игри и ќе кажам ги освои сите награди. И си припомнувам покојно Живко Фирвов, нашиот познат музиколог, беше воодушевен од она што друштвото го презентираше. Веднаш потоа следеше поканата за учество на Балканскиот фестивал во Охрид, каде што исто така друштвото го сврти вниманието на пошироката јавност, а наредните години се редеа покани за учество на меѓународна смотра на фолклорот во Загреб, на Белградската пролет, на фестивалот во Копар, со еден збор друштвото беше учесник на скоро сите манифестации на просторите на поранешна Југославија. Како резултат на овој успех што ја постигна друштвото, пред се со изворен фолклор следеа покани и за меѓународни гостувања. Ќе кажам дека друштвото беше учесник на прославата на 200 годишнината на Соединетите Американски држави во 1976 година. Потоа следеа настапи во Италија, во Турција, во Сојузна република Германија и во многу други земји. Оно што е битно за ова друштво тоа дека го негува фолклорот од поширокото подречје на Скопско, пред се изворните игри, при што би ги изводи игрите Грбачот, Чучукот, Баба Ѓурѓа, Ибре Можа, Жеско Косано и многу други. Паралелно со негувањето на изворните игри, друштвото Китка со текот на својот растеж постави повеќе сценско-хореографски постановки, она што е белек, односно надградба на традиционалните изворни игри. Друштвото во својот репертоар негува покрај изворните и хореографски постановки и се карактеризира со традиционалните игри, со традиционалните носи, познати како раштак носи.
друштвото моментално брои 200 деца. 150 имаме пионери и 50 сме од прва постава. Во друштвото има изворен оркестар и народен оркестар. Во друштвото имаме ние многу игри. Претежно мислам се бавиме со изворниот фолклор кој го негуваме. Тоа е мора да се негува тој фолклор, тој бидејќи од нашите дедовци тоа што било, што останало ние го негуваме. Имаме и стилизиран фолклор. Во културно-уметничкото друштво Китка од Рачево членувам повеќе од 10 години. Сме гостувале во повеќе земји
од Европа. Сме имале незаборавни познанства со други културно-уметнички друштва со кои сме се спријателувале и побратимувале. И мислам дека е голема чест и задоволство да се биде член на такво многу убаво културно-уметничко друштво.